председателе, почитувани колеги, почитуван председател. Колеги, почитуван председател, барам точката број 28, годишниот извештај на Народниот правобранител за степенот на обезбедувањето, почитување, унапредување и заштита на човековите слободи и права во 2021 година, да биде прва точка на дневниот ред, согласно членот 77 од Деловникот на Собранието на Република Македонија. Зошто го барам ова? Затоа што сметам дека, иако за жал нашите закони не го помина така наречениот филтер на председателот, кој што требаше да бидат поставени тука на дневен ред, заради тоа што имаше измени со само по еден збор, но тоа, за жал, го дава Деловникот право на председателот на Собранието. Од сите наведени останати точки во дневниот ред, сметам дека една од најважните, ако не и најважна точка на дневен ред е кршењето на човековите права и слободи. И иако Народниот правобранител или омбудсманот нема репресивна или облигаторна законска улога, сепак тој е, како да кажам, мерило за демократијата во една држава. И извештајот за реалната слика за состојбата во Република Македонија е токму извештајот на Народниот правобранител. И таму ќе видите дека нема област во државата во кој што не се прекршени човековите права. Нема. Ниту една, област. Имате образование, имате труд и социјална политика, за која што пак владеачкото мнозинство ќе каже дека блескаме, има демократија и не знам. Не, мерило за демократија е токму извештајот на омбудсманот, кој што, патем кажано, постојано кога говориме, велиме дека за да се унапреди неговата улога во државата, кога ќе се разгледува овде во законодавниот дом, тука на овие празни столчиња треба да биде наредена цела влада, плюс и обвинителство и сите институции на кои што им се обраќа Народниот правобранител, а немаат повратен одговор. Па така ќе видите и обвинител тука треба да седи и да одговори зошто повратно не одговорил на Народниот правобранител и целата влада да даде одговори зошто и како не одговориле на опоменувањата од Народниот правобранител. И како што кажав, образование, труд и социјала, градежна мафија, постапки за денационализација кои што траат 20 години, 19 од 35 судови неажурни, управниот суд неажурен, 4 апелациони судови прогласени за неажурни. Ова ќе го говориме кога ќе се доискажам. Ова ќе го говориме кога ќе го, ако почитувани колеги го изгласат ова како прва точка и најважна точка на дневен ред, затоа ве повикувам оваа точка да биде прва точка на дневниот ред. Благодарам. Благодарам. Само за процедуралниот